Општина Газибаба спроведува низа мерки со кои им помага на младите да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Општината, заедно со бизнис клубот на Газибаба, средните стручни училишта на територија на оваа општина и државните институции, спроведуваат низа проекти кои им овозможуваат на младите да добијат обука до образование, до квалификација како и практична работа, со цел да станат квалитетен кадар кој лесно ќе дојде до соодветна работа. Дел од проектите кои ги реализираат се проектот за дуелно образование за обука на кадар од средните училишта од машинските, браварските и електроструки, кои заеднички го спроведуваат со Центарот за меѓуетничка толеранција и со Фондацијата Фридрих Еберт. Георгиевски додаде дека со ова им излегуваат во пресред како на младите, така и на бизнис заедницата, која што во моментот има недостаток од овие струки и кои направија истражување кои струки се дефицит, а им се дава мотив и можност на учениците кои изучуваат стручни насоки да добијат стручно знаење кое ќе им отвори можност за вработување. Едукативниот центар кој што ќе треба да се стекнат со обуки, дообуки, квалификации и со вештини на знаења, ќе се вршат во средното стручно училиште на град Скопје 8 септември, каде што во нивните работилници младите луѓе кои што веќе имаат завршено средно стручно образование и тие што ќе завршат и тие што имаат желба да работат, заедно со нивните ментори, заедно со помош на бизнис клубот во општина Газибаба, заедно со невладината организација Фридрих Еберт и другите асоциации во делот на општина Газибаба, ќе имаат заедничка цел да ги доквалификуваат, преквалификуваат и им обезбедат работни места и да младите останат во општина Газибаба, не да талкаат по работа надвор од државата, а со тоа ќе допринесат за нивно вработување во општина Газибаба, односно да останат во Република Македонија. Милан Живковиќ од германската фондација Фридрих Еберт потенцираше дека нивната намера е креирањето пристојни работни места во сите општини со кои соработуваат. Она што тој го потенцираше е позитивниот однос на бизнис заедницата на Газибаба и тоа, како што рече, треба да биде поттик за сите бизнис заедници. Освен општината, освен бизнис секторот во општината Газибаба и Агенцијата за вработување на Република Македонија, која што излегува во пресред и комуницира со општините и со целните групи во општината, сепак мораме да потенцираме дека потребно и локалните економско-социјални совети да бидат многу повеќе заангажирани и да се рестартираат со нивното функционирање. Тоа е една од нашите цели кои што би сакале да ја оствариме оваа година, повторно рестартирање на локалниот економско-социјален совет во општината Газибаба и во останатите општини со кои што соработуваме. Сите останати проекти кои што ќе произлезат од оваа соработка, секако дека ние како фондација ќе гледаме да најдеме начин како да ги поддржиме, не само со наши буџетски средства, туку и со средства од останатите фондови или организации кои што делуваат на територијата на град Скопје, општината Газибаба и секако Република Македонија. Градоначалникот Георгиевски информираше дека за поддршка на младите, општината има доделено субвенции за млади во висина од 1000 евра за младите кои имаат идеја како да ја реализираат својата креативност. За оваа намена одстапен е простор во барака која е лоцирана на улица Палмиро Тојати во општина Газибаба, која представува ресурсен центар за обука на млади. Исто така, за првпат воведено е доделување на 2 гранта по 100.000 денари за студенти и иноватори, средствата кои им помагаат на младите да ја развијат својата иновација во дело. Целта е младите да немаат потреба да трагаат по својата екзистенција во странство, туку во општината во која живеат.